Значи, денеска сакам да зборувам за загриженост и како, уствари, ние можеме и да не бидеме загрижени кога човекот се справува со работите. Во еден лайв зборував за научена загриженост. Гледате, научената загриженост е загриженост која што луѓето ја научиле преку гледање. Сега, што значи преку гледање? Гледате, ние кога гледаме, ние снимаме слики, нашиот ум снима слики, и кога умот го гледа и восприема тоа што е околу него, он прави меморија од тоа што го гледа. Така, сега, ако некој човек гледа пред него дека има храбро однесување, дека има честност, дека има етика, дека има разум, он тоа го снима, тоа станува шаблон. Ама ако некој човек гледа викање, дерење, псуење, не знам, неетика, нечестност, он тоа го има во неговиот ум. Тоа не значи дека он ќе стане веднаш таков, не го викам тоа, него сакам да кажам, човекот има шаблон од однесувањата на луѓето со кои што и најблиску е и кои што се во најблискиот круг негов. Ајде одговорете си го ова прашање, чисто само да дадам како поента на самите вас. На кого личите кога се лутите или буните? На кого наликувате кога се лутите или буните? Доколку не сакате, не мора да ми пишувате секако, но одговорете си го прашањето вас. На кого личите кога се лутите или буните? Веќе има одговори на Фейсбук, ама личиме на некој кој што бил околу нас. Личиме обично на некој кој што сме го гледале. Личиме на некој на кој што едноставно бил во близина наша доволно долго за умот да насобере слики во таа мера, во таа количина, да фактички после тоа умот станува или умот почнува да едноставно да ги репродуцира тие слики кои што самиот ум ги има видено. Така да, гледате, ако сме обкружени со луѓе кои што збора во минатата емисија за почит, ако сме обкружени со луѓе, ако сме гледале почит околу нас, имаме големи шанси имаме да едноставно го репродуцираме тој почит повторно. Ако луѓето гледале непочит, имат голема шанса да го гледат непочита повторно. Може би има ситуација каде што некој човек наликува на таткото, може би таткото бил повлечен и жртва, мајката била доминантна, или обично обратно, може би мајката била жртвата, таткото бил доминантен. И сега видите, некогаш луѓето, не секогаш, секако честни случаи, знаат да ги изрепродуцираат баш тие шаблони кои што човекот ги има во својот ум гледано. Истото се случува и со загриженоста, затоа е научена загриженост, затоа е загриженост која што уствари човекот ја гледал. Може би девојката ја гледала мајката, како мајката била загрижена, за се грижала, мајката за се плашала. И сега тој страв од мајката се пренал на керкава, или стравот на мајката може се пренал на синот, или стравот на таткото може се пренал на синот, стравот на таткото може се пренал на керката, затоа што едноставно е енергија која што после тоа доаѓа во нашиот ум и станува репродукција честопати на тоа кој што ние го имаме гледано. Затоа е научена загриженост, затоа што ќе имате некој кој што бил цело време загрижен. И гледате сега она што се случува, таа загриженост на човекот предизвикува он да биде загрижен цел живот. Затоа што така гледал дека треба. Разбирате, имате ситуација каде што имате некој човек кој што паничар за ситници, некој човек кој што, не знам, ќе го заборави клучот, ќе испаничи, кај му е клучот од кола, ќе испаничи. Се што се случува, гледате дека и син му керката или керка или кој да е, како и да е сликата, се пренесува тоа од едно колено на друго колено, поради тоа што е на некој начин умствена генетика, не е поврзан со гените, него е поврзан со умот, зашто умот има слики.
Фактички влагаме во идентитет на некој друг. Затоа, за како влагаме во туѓи идентитети и како да се вратиме во собствен идентитет, има многува книга за тоа од филозофот Хабард, се вика Дианетика, е како да дојдеме до својот идентитет и како да не ги повторуваме негативните работи. Секако од блиските имаме добиено многу позитивни работи, но овдека е како да не ги продолжуваме на другите поколенија негативните работи кои што ги имаме снимено од предходните генерации, поради тоа што некојаш од колено на колено се пренесуваат стравовите, грижите, доминантноста, негативната доминантност и така натаму. Сега, имате некој човек кој што живеел со некој човек кој што бил загрижен и се он е научен да реагира на тој начин. Но гледате што ми е поентава во ова лајфче. Поентата ми е да размислиме. Стравот и загриженоста на луѓето не им помага. Напротив, стравот и загриженоста дури не ни дава решенија за како човекот да проложи и како човекот да ја реши некоја ситуација. Храброста, оптимизмот дава решенија. Оптимизмот секогаш има решенија. Песимизмот нема решенија. Ама гледате интересна работа. Песимистот секогаш знае, он знае дека е реален. Песимистот секогаш вика, јас сум многу реален човек. Секој песимист, ако го прашаш, он е многу реален. Гледате, оптимистот исто вика, јас сум реален. Ама песимистот е скоро убеден дека е реален и неќе да се залета. Вика, ја не се залетувам, неќам ја да се залетам. И никогаш не тргнува у животот, никогаш не зема залет. Зашто он се плаши да не се залета, затоа што некогаш се залетал, се сопнал, паднал, после му било тешко да се крене пак, ама поентата е дека требал повторно само да стане и да продолжи, затоа што нема потреба да се разочарува доколку после некој залет не успеале работите да се случат, затоа што многу често, како вика, домашна пресметка на пазар не иста, домашен есап и есап на пазар не ист. Некојаш треба повеќе да веруваме, повеќе да истраеме за да стигнеме до некоја цела. Гледате, кога имате упорен човек и да не е премногу интелигентен, тој ќе стигне до целта и ќе стигне до успехот. Имате многу интелигентни луѓе на кои што им фали истрајност и никогаш не успеваат. Гледате, една од поглавните карактеристики за успехот е истрајноста. Секако интелигенцијата е убава поради тоа што ни дава решение, но гледате, ако човекот е интелигентен, ама е песимиста и се плаши, тој нема да најде решение ако е интелигентен. Гледате, затоа што интелигентен човек кој што има премногу страв во него. Гледате, стравот не му дозволува да искористи интелигенцијата во насока на наоѓање на решенијата за предизвиците и проблемите, затоа што не е храбар. Храброста, оптимизмот, дури и ако некој човек има помала интелигенција, ама ако има храброст и оптимизам, он ќе ги искористи тие капацитети да се најдат решенијата за предизвиците повеќе отколку интелигентниот човек кој што исплашен. Поради тоа што стравот ја одзема способноста да се бараат решенија. Песимизмот, цинизмот, исто така имате многу интелигентни луѓе што се циници, ама не успеваат премногу во животот. Зошто? Па поради тоа што цинизмот е еден тип на песимизам и неверување и тоа предизвикува да не најдат решенија за предизвиците во животот. А ако имате човек кој што имаше некаде некој цитат, што ја не се согласував со тој цитат дека цинизмот е најголема форма на интелигенција. Да, можеби имате цинични луѓе што се интелигентни луѓе, но ако не верува човекот во успех, ако човекот не верува дека ќе дојде до некоја цел, гледате, колку и да човекот е интелигентен, не користи интелигенцијата во насока на наоѓање решенија за проблемите, туку ја користи интелигенцијата во насока на правење на цинични шеги и сарказам. Толку едноставно. Затоа е многу важно човекот да е оптимиста, да не е саркастичен, да не е циничен, да не е разочаран и така натаму, туку едноставно да верува во истрајноста, да верува во универзумот, да верува во законите на оптимизмот, ентузијазмот и така натаму, затоа што колку повеќе вложуваме енергија, таа повеќе и повеќе ни се враќа. Некои луѓе кои што не истрале, кои што не продолжиле, каде што не дошле да им се вратат напорите, они останале на тој заклучок дека не е така,
и сега гледате не веруваат, поради тоа што верувале, не стигнале, ама верувале, ама не истрале, гледате не биле истрени, само верувале, не биле истрени, не се вратило тоа за кое што сонувале и се надевале, и она што се случува е поради тоа што не им се вратило, они после тоа не веруваат и се стануваат цинични, саркастични, а ја користат интелигенцијата за разноразен тип на шеги, кои што у суштина не им помагаат, може би се интересни за околината и за друштвото, но не им помагаат за да го искористат целиот потенцијал. Потенцијалот се искористува преку истрајност, преку неоткажување, преку упорност. Затоа ако човек е упорен, а помалку интелигентен, има многу поголеми шанси да успее, отколку интелигентен човек што не е упорен. Поради тоа што, знаете, упорноста ќе ги најде решенијата. Затоа што упорноста секојаш ги најде решенијата. Можеби нема да ги најде одма, ама ќе ги најде. Сега, денеска имав еден убав цитат, ќе го споделиме на социјалните медиуми, сакам да го прочитам. Целта на животот е успехот што го гледаш од далеку да го осознаеш од блиску. Целта на животот е успехот што го гледаш од далеку да го осознаеш од блиску. Што сакам да кажам со тоа? Гледайте, секој од нас има некој успех што го гледа далеку. За 5 години сакам тоа и тоа да биде. Или такви и такви да бидат околностите. Така, значи, ја правиме сцената на нашата иднина. Затоа е важно луѓето да сонуваат, затоа е важно луѓето да имагинираат. Поради тоа што тоа е планот како да дојдеме и да го смениме животот. Значи, целта на животот е успехот што го гледаш од далеку. Затоа што од сега за 5 години е далеку, да го осознаеш од блиску. Сакам да кажам, да тие 5 години кога ќе влеземе во акција и ќе ги сработиме работите и ќе го одработиме планот што ни треба за да стигнеме до целта и визијата што сме се зацртале, гледате, кога ќе влеземе во тој план и во реализација, тогаш и го постигнуваме нештото кое што сме си го зацртале пред 5 години и сега фактички го живееме успехот кој што порано бил далеку, ама сега го осознаваме од блиску. Но што е тоа кое што ќе ни помогне најмногу да дојдеме до тој успех да го осознаеме од блиску? Акција, луѓе, акција. Сега, загриженоста и стравот не те тераат да превземеш акција. Ете, загриженоста и стравот не те тераат да превземеш акција. А уствари, решението е акцијата. Решението е акцијата. Поради тоа што ако преземе човекот акција, ама акцијата замислете да е без загриженост, имате акција со оптимизам, квалитетот на животот е друг. Гледате, ја не викам дека загрижениот човек не превзема акции, ама тој превзема акции, ама подручна е малку. Затоа што загриженост е стравот, ве кочи, ами една друга работа. Квалитетот на животот под загриженост и страв не е исто. Замислете човекот да има акција, ама со оптимизам, со безгрижност. Наоѓа решение за проблемите. Си уживка во играта на животот. И што се случува? Почнува да доаѓа до остварување, но квалитетот на животот е многу убав. Од друга страна, имате некој човек кој што е загрижен постојано, кој што е загрижен. Тој може би и ги реализира решенијата кои што ги гледа, веројатно многу поспоро, но што е по-негативно е дека квалитетот на неговиот живот, додека го реализира тоа, не е добро. Кој ќе види на крај дека ништо тоа загриженоста не се случило, он тек тогаш проживува, ама проживува кратко, затоа што наредната цел повторно и приоѓа со загриженост. Ете, точно е дека загриженост е еден тип на одговорност и човекот сака да предвиди да не се случат некои работи, ама вие може да предвидите за некои работи и без загриженост. Не мора човекот да предвидува со загриженост, може да предвиди и без загриженост. Да не ја става таа загриженост во неговиот универзум. Може да предвиди без загриженост. Зашо да не предвиди без загриженост? Гледате? Поентата е да предвиди без загриженост. Да ги предвиди работите. Може ќе има препреки, може ќе има предизвици. Трга некаде на пат, трга некаде на некоја експедиција, едно друго, трето, ама он предвидува работи, ама без загриженост. Ама овој другиот предвидува работи со загриженост и страда од својата загриженост. Зашто да не тргнеме со оптимизам? Зашто да не идеме со радост?
Има в цитат од филозофот Хабард, вели колку посериозно и придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш во неа. Колку посериозно му придеш на животот, помалку шанси имаш да... Колку посериозно придеш, он збори животот и игра. Колку посериозно придеш, толку помалку шанси имаш да победиш во неа. Сега ќе го дадам убав цитат, само да го најдам момент. Затоа што гледате сериозноста, загрижените луѓе се многу сериозни. Вау! Се е сериозно, се е сериозно, се е сериозно. Сега тоа сериозно, у суштина, што прави? Таа сериозност која што човекот ја има, таа загриженост која што човекот има, он мисли дека некако ќе му помогне, уствари кога ќе размислите, гледате, сериозноста, загриженоста и стравот воопшто не помагаат. Што помага? Помага акцијата. Што друго помага? Помага оптимизмот, помага ентузијазмот, поради тоа што тие енергии, помага храброста, поради тоа што, гледате, тие енергии се многу поефективни отколку таа енергија која што е загриженост, страх и така натаму. Поради тоа што едноставно не функционира. Ево го цитатот, вика, колку посериозно и придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш. Значи, гледате, не морате да ја земете играта сериозно, можете да бидете одговорни. Гледате, имате несериозна одговорност. Не мора човекот да биде сериозно одговорен. Постои нешто како што е несериозна одговорност. Гледате, кај нас луѓето ги поистоветуваат сериозност и одговорност. Сериозност и одговорност не е исто. Мислам, ние народски, нели, ке речеме, биди сериозен, сакаме да кажеме биди одговорен, можеме да го речеме биди одговорен. Да го речеш биди одговорен. Замислите, ако некој биди одговорен, тоа некако боле звучи во нашиот јазик од кога речеш биди одговорен. Се кажеш, ој се смее, не е одговорен. Не е сериозен. Замислим речеш, биди одговорен. Не ти оди. Ако речеш биди одговорен, ти оди. Зашто луѓе мислат сериозност и одговорност е исто, уствари не е. Зашто човекот, одговорноста што е? Дај да си ја постигнеме целта. Дај да дојдеме до нештото што го сакаме. Ама како? Со несериозно одговорен пристап. Што значи несериозно одговорен пристап? Си доаѓаш, си убав филм, убава енергија, си ја завршуваш работата, сработуваш, топе. И сега, луѓево сакаат работите да ги прават сериозно. Замислите, има некоја жена сериозно чисти по дома. А маши несериозно одговорно чисти. Он си подпевнува и убаво си чисти и така натаму, ама она го гледа дека овој си подпевнува, она мисли дека он не е сериозен, а уствари сака да каже не е одговорен, уствари одговорен е, ама она ги меша се термини, затоа што она го гледа насмеан дека чисти и она сега мисли дека он не фаќа добро и сега го гледа дека овој си подпевнува, дека ужива у чистењето, ама она зашто е научена на сериозност, може би мајка и сериозно чистила и сега она мисли дека мора сериозно да се чисти, затоа што она мисли ако не фатиш ти сериозно да чистиш дека не е изчистено. И сега мажов си чисти несериозно одговорно, си подпевнува, си чисти, а све е средено. И она после него пребришува. Зашто? Затоа што мисли дека овој затоа што бил несериозен, а пак ќе кажам, не значи дека бил неодговорен, само бил несериозен, подпевнува, мисли дека неодговорно изчистено и она мора да пребрише покрај него. Кај нас сте видели у Македонија колку луѓе сериозно чистат. Абе, ако не земе да го изриба тоа, двојните врски, мислиш единични ќе му ги направи од чотрља, а пак некогаш не е чисто. У Америка која живеа, бе, луѓето толку убаво си чистеа, гладко, некако мазно, несериозно одговорно се чисти, па почисто е. Кај нас ќе земе да риба. Ќе се измори, мислиш дека ќе се укочат мускулите од рибање, затоа што мора да е сериозно, зашто зборот чистење мора да е, кај некои луѓе чистење има сериозна конотација. Знаете, мене порано мајка ми која ме сапунаше, која ме бањаше како дете, која ќе ми стаеше пеене, која ќе почнеше да ме риба со ноктиве, мислиш дека 3 кила вошки имаш и она те риба, мамо, не ти се бања после тоа, но она сериозно да фати, да черепот да ти го, мислиш ке ти го измасирам, уствари со ноктите не е баш така, е за сериозно, гледате, можете несериозно, одговорно све да правите. Не мора све да е сериозно, може да е несериозно одговорно. Некој човек сериозно чисти. Ке земи некое средство со разна хемикалија, некое средство да изчисти када, ке пушти вруќа вода од парејата, ке се угуши, треба на
на болница да ја носат затоа што она сака све да е исчистено. Некој туш, вода топла од пареава ќе се испогуши женава затоа што све е сериозно. Не сме да има минимално ништо, не сме да остане. Гледате, убаво е да сме одговорни, ама поентата ми е не мораме да сме сериозни. Не мораме да сме сериозни. Несериозна одговорност многу повеќе ве прави да уживате во работата отколку сериозна одговорност. Затоа што имате некој сериозен човек што ќе дојде на работа, тој може би одговорен ќе се заврши работата, ама до толку е сериозен со негативна емоција да други веќе ги нокаутира сите други што се вработени, тој кога ќе дојде како една топка, знаете на куглање овие кугливе, бум, ќе ги распарча околу него, ама он завршил работа битно. Ама не гледа дека другиве се сите у нокдаун, колатерална штета кога он ќе дојде на работа еден куп, ама он завршил работа. И он е најодговорниот, и сите ги подредуе, и сите му се плашат на тој, а усвари тој е сериозно одговорен, и може одговорен зашто се завршил работата, ама е сериозно одговорен. Лети имате луѓе што се несериозно неодговорни. Ме разбирате? Тој ништо не фаќа цел ден, несериозно неодговорен, само збори. Несериозно неодговорен, има и такви. Гледайте, имате, значи, несериозно одговорни, имате сериозно одговорни, имате несериозни и неодговорни. И имате сериозни и неодговорни. Гледате, одговорноста е дал ке си ја завршиме работата. Ама ако трнеме со позитивна емоција, со позитивна мисла и позитивен став, битно е уживаме тоа што го правиме и битно е дека така ги наоѓаме подобро решенијата, ама некои луѓе не се научени да уживаат. И тие што не се научени да уживаат, тие се загрижени, тие се страв, поради тоа што мајката ја гледале така, мајката ако одмори 15-20 минути, ако одмори малку мајката имала грижа на совест да одмори. И сега она го гледала тоа, и сега го научила тоа, и она влегло тоа незиниот ум и карактер. И сега и она ако мајки, она ако одмори малку поише, одма грижа на совест се фаќа. Грижа на совест ако одмори. Гледате, научени цело време да работат, цело време од дисциплина. Сте виделе такви ситуации каде што имате многу луѓе кои што се дисциплинирани. Може би мајката била дисциплинирана многу под контрола имала работа, ама била загрижена све, или може би така све под таква контрола стегната правила. И сега и она истото го прави. Гледате, она исто има дисциплина како мајка и одговорна, ама има истата загриженост. И не може раат да се даде на душата, зашо мајка не можела да се даде раат на душата, сега и она, или со синот, истото правило може да биде син, мајка, не знам, керка, но исто така и таткото на синот, или од мајката не знам, од таткото на керката да дојдат некои работи како карактеристики. Гледате, целата идеја е дека, поентата што ми е, не ја мешате сериозноста со одговорноста и не значи дека мораме да ги имитираме или да бидеме исти по карактер како некој од кој што сме гледале. Дај да сватиме што е добро, што не е добро. Секако сме добиле многу добри карактеристики од тие што биле околу нас. Мајка ми врежа дисциплина. Мајка ми, знаете каква беше мајка ми? Ја и сестра ми свиревме клавир. Ме ја потекнала од музичка фамилија, сите ми се музичари од фамилијата. Така, братучетките сите свираат, сестра ми професорка по клавир, мајка ми професорка по клавир, вујко ми диригент, Драјан Шуплевски по негови хорот се води се, другиот вујко свиреше во филхармонија, дедо ми остваш на мандолински оркестар. Кај нас кога ќе се родиш од таа фамилија, ти немаш опција да не свириш клавир. Мора да свириш. Не ние, сите комши и деца од комшилук сите мора клавир да свират. Затоа што така беше редот. И сега ке дојде 8 сабајле сабота, ти си се вратил од искачање, мајка ми ролетната ја кревот сабајле, штранг, ајде, станојте, отиде денот. Мамо, кај отиде денот, 8 саат оставиме да спијам, сабота е, отиде денот. Нема да го заборавам еднаш, кој беше 15-20 јуни, може и покасно, еве, Вимблдон сега кај да ќе почне. Знам, Вимблдон си гледав, значи само што сме се распуштиле, може би 2 недели, и седам у кауч, гледам Вимблдон тенис, мајка ми поминува, ми вика, ајде, фаќе лектира, помина летото. Мамо, кое бе лето помира, 15 дена помина, фаќе лектира, помина летото? Е, тоа беше дисциплината на мајка ми. Ме разбирате, сега, јас сум благодарен на мајка ми за тоа што ми ја пренела таа дисциплина,
Но гледайте, можеме да работиме да ги тргнеме тие други ставови кои што можеби негативни, кои што дошле со таа дисциплина, загриженост, разни проекции на проблеми кои ги нема и така натаму, ама тоа е се таа дупликација на некои работи кои што сме ги виделе. Разбирате, знаете, исто мајка ми она беше таков тип на прекрасна жена, шампионка, мислам. И ученици многу ја сака, и немаше човек што не ја сака. И што ми беше, видите да муабетов, ама сакам да кажам, беше жена која што беше многу дисциплинирана, многу вредна, но не знаеше, односно мислеше ако не пофали ќе не урочи. Ама тоа затоа што дедо ми така ја имал, да кажеме, тој тип на енергија, тој тип на однесување. Голема дисциплина, ама пофалба помалку. Поради тоа што на мајка ми ставот беше, и ако ги пофалам децава, ќе ги урочам децава и така натаму, не дека не фалеше, ама многу поредко од татко ми. Татко ми имаше еден тип на подруг менталитет. Така да интересно е дека, знаете, некои работи како нишки се провлекуваат од карактерот на една генерација, доаѓаат во карактерот на друга генерација, мораме малку да изфилтрираме за да можеме да станеме уште подобра верзија, да ги задржиме убавите карактеристики што ни ги дале, но исто така да речеме, окей, овие карактеристики гледаме аналитично на свесно ниво дека не се добри, дај да работиме тие карактеристики едноставно да не бидат дел од нашиот карактер, поради тоа што, знаете, многу често луѓево почнуваат да викаат како еден од родител или да се плашат како еден од родител и ќе ми рече да јас сум тоа, ама тоа не си ти, тоа е татко ти, тоа е мајка ти, тоа е бабата, од која што све почнало. И така натаму, значи има работи кои што човекот ќе речат јас сум. Не си ти. Ти си недоброто од тебе. Ама луѓето се научуваат со негативните примеси кои што ги прибрале од еден од друг, од трет сум го кажал овој пример, имате некоја девојка која што била супер мек лик, одлична девојка, супер карактер, била со некој дечко токсичен кој што душата извадил, кој што ја критикувал цело време, нафатила дел од тие карактеристики, сега има она дечко нов, тоа е супер мека душа, ама она се душата му ја вади на него како што дечко и не зешо ја вадил душата. Поперимнала карактеристики од тој претходниот дечко и сега она е таа кој што вреѓа. А претходно не знаела да навреди, затоа што била супер. Ама дечко ја извреđал, дечко и ваки и правил, дечко и онаке, дечко и не и се јавувал. И сега овој, она му викала, ама зашо не ми се више, вика, ајде бе, доста се лигавиш пети со тоа јавување цело време. Нели ти е доста еден текст порака кој ти пратам од Саба, или она се сакала да се чуе на телефон, нормално како што и треба, и он ки одбруси грубо, доста ти е една порака. И се раскинале се, он е у нова врска. И сега дечко и вика, бе, да се слушнеме по телефон, да бе, па и ти сама на телефон да се чуеме. Еве се пишуваме по пораки. Не она луѓе. Она е дечко и. И во животот собираме примеси од разни ликови кои што доаѓаат во контакт со нашиот живот и почнуваме да не сме ние. Се како да станеме ние? Тоа го кажувам, има многу убава техника во книгата Дианетика од филозофот Хабард, како човекот да се осознае кој е стварно он, како да дојде до вистинското негово битие, како да дојде до вистинските негови карактеристики, затоа што знаете како кромит, тргаш јушпи за да дојдеш до нешто подлабоко, до суштинско, и тоа е нашата душа. Ние како душа сме феноменални, ние сме супер, но гледайте, умот е пребоен со различни слики од многу минати моменти и настани, тие слики се шаблони кои што влијаат скриено и подсвесно врз нашето однесување. И после тоа човекот се однесува на даден начин и не знае зашто се однесува на таков начин. Не знае зашто кога се љути и буни личи на татко му, на мајка му, на бабата или прабабата, веројатно на прабабата или прадедот, ама не ги памтиме за да знаеме дека сме од нив, а е стварно од чукун бабата и чукун дедото, ствари, од кој знае од каде е. Гледате, самиот менталитет е тоа, менталитет е слика, менс, ум, на латински, слики. Менталитет македонски, загриженост. Што е македонски менталитет? Загриженост. Како викаат у македонскиот менталитет? Многу арно не е нарно. Замислете кој менталитет е тоа. И кога ти арно, стаje си каменче у ногата, у патиката, за да знаеш дека демек има и нешто што не може да е арно. На ведната глава сабја не ја сече. Менталитет. И се ти со тој менталитет на ведната глава сабја не ја сече, имаш ли храброст? Имаш ли ти рад со сите тие изјави? Не се смеј многу. Не се смеј. Многу арно не е нарго. Кондурата чевелче. Замислете. У кондурата стај си камче. Каков е тој менталитет? И се ти кај ке се смееш?
Со инсталирани пораки подсвесни умот твој. Зашто човеков мисли, ако му е добро, ако он е среќен да не се деси нешто, и сон не може да е среќен. Многу арно не е нарно, замислете. Кој муабет е тој? Кога ти арно стаи си ти у кондурата каменче за да шо? За да не ужива. Се научени да не живеат. Не се смеем многу. Зашто не се смееме? Луѓе. Па шо треба луѓето да бидат тажни цел живот? Па тоа ли е квалитетот на животот, бре луѓе? Тоа ли е квалитетот на животот? Луѓе, смејте се, бидете позитивни, бидете оптимисти. Уживајте во животот. Вие го креирате животот. Вие го креирате животот. Вие сте сликарот. Вие сте уметникот. Вие сте уметникот. Сакам да ви прочитам, да ви покажам нешто многу интересно. Од каде доаѓа зборот уметност? Сакам да ви нацртам нешто. Гледайте, уметност на англиски е арт. Нели? Но гледайте, овие први две букви АР доаѓаат од глаголот англиски ар, тоа што значи си. А тто доаѓа од старошекспирски дао, на старошекспирски, на стар англиски јазик, значи ти. Си ти. Зборот уметност значи си ти. Ти си уметност. Ете луѓе, ние сме уметниците на нашиот живот. Животот е платното на кое што треба да ја насликаме нашата слика. Имате ли храброст да засликате вашата слика? Имате ли храброст да ја кажете вашата приказна? Тоа е поентата. Животот ве чека да го насликате најубавото нешто што вие го сакате. Умот е тој што треба да проектира што сакате да насликате во вашиот живот. Не стравот. Гледате, ама ако ти немаш храброст да ја земеш четката, на твоето платно на животот ќе почне да слика стравот, ќе почне да слика татко ти, мајка ти, кој да е? Ќе ти кажуваат сите што треба да има на твојата слика. Ако ти немаш храброст да насликаш сликата во која што ти веруваш, или стравот, или некој друг, ќе ја земе твојата четка и ќе добиеш слика од која што ти не си среќен. Имајте храброст да ја насликате сликата во која што вие верувате и која што вие сакате. Имајте убав викенд, се гледаме за 14 дена, нема да имам лайв во овие наредни периоди, ќе имам видеа кои што ќе ги споделувам место лайв, чисто за да бидам во комуникација со вас. Одам во Атина 14 дена и јас сакам исто така да работам на себе и да ми на одмори, на семинари и така натаму, така да се гледаме повторно на 15-ти, тоа е понеделник, кога ќе имам лајв во живо, до тогаш ќе споделувам убави видеа за да останеме во комуникација и да можам да споделам нешто со вас кој што мислам дека е убава мудрост кој што може да ви помогне. Ви благодарам, имајте убав викенд, се гледаме повторно за 15 дена. Чао!